Програмата е прекината поради Play In. Пред неколку денови се случи во Могиле фестивалот на дуети Елена и Константин. Таму настапија доста групи, доста изведувачи, доста дуети, каде што беа и Селимова и Желчевски, имаше уште многу други, а имаше уште едно интересно девојче кој беше најмало од нив, а се вика Михаела. Доколку сакате да ги погледнете деталите, оттаму останете да се наследуваат во продолжение. Со нас вечерва е најмалата учесничка на овој фестивал на дуети Константин и Елена. Таа се вика исто како мене Мими. Мими, како си? Добра, Колку години имаш да не откриеш тука пред гледачите? имам 12 години. Дали имаш трема пред настапот? Немам трема. Немаш трема? Не. А колку време се припремаш? Па се припремав околу 1 месец. Ова песна е авторска, вашата, така? Текстот го напише ти. Колку е тешко на 13 години да се напише текст за фолклорна песна? Па со тоа што имам издадено книга веќе, книга со поезија, не ми беше многу тешко да го напишам текстот. Так, значи лесно си помиња. Кажи ми, колку е предизвик да се настапува вака на фестивал со најмал учесник? Колку беше предизвик, колку беше тешка, колку беше лесна работа да со не? Па сепак станува збор за позитивен предизвик, пошто вистина е задоволство и чест да се учествува на вакви фестивали. Особено на овој, не знам, така е посебно чувство кога настапувам со помал член Михаела. Предизвик е позитивен, едноставно, и супер е тоа што авторска е песната и што е напишана од страна на Михаела. Навистина ми е ептен позитивно чувство и позитивен предизвик. Така, јас верувам дека ќе привлечете големи реакции. Тука особено поради твојот изглед како најмал учесник и мислам дека би било нешто поинтересно и поразлично. Кажи ми на кои се твоите идни планови, ете како најмала, што очекуваш понатаму, што ќе направиш понатаму? Па секако ќе се надоградувам во иднина и се уште сум мала да размислувам за некои поголеми работи. Воедно сакам само да кажам дека автор на музиката е Филип Тасески, а аранжманот го направи Кирил Стојчевски и воедно ги поздравувам. Ова е народна песна, стандардна е народот за да поигра малце. Значи вино пијаме мракија. Ја отпеа и ја направи популарна Никола Бадев. Да продолжиме со такви песни. Вие сте во дует со кого ова вечер? Зора Стојковска Василевска, стандардно со неа веќе пеем од 1993 година. Настапувавме на Тетовски филиграни. Овдека сме биле неколку пати на други манифестации така. Вие се појавувате уште на неколку други фестивали во вашата музичка историја, ќе ја наречам. Колку е од значење ваквите манифестации со дуете, колку е предизвик да се сними песна во дует? Имаме прекрасен јазик, прекрасна култура, вера. Зошто да не пееме, да не се веселиме? Значи, ова е многу убава работа. Ме радват овие дечина вака што ги гледам, што играт. Значи, тоа го прави целиот свет. Ние не се разликуваме од нив. Ова е традиција што треба да се негува. Јас ве пратам и вие во вашите емисии. Внесувате и нешто ново, меѓутоа дебело го да речам, негувате она што е нашето традиционално. Значи, песната, ората, тие се наши, ќе си ги негуваме за секогаш. Јас веќе втора година настапувам на овој фестивал и баш ми е драго што и годинава ме поканија да бидам исто на ово место. Лани имавме со колешката Софија наменска песна за Могила. Ти се враќам Могила се викаше. Испадна. Таа песна беше и доста слушана таа година, доста предизвика и реакции од публиката. Со која песна оваа година ќе се представите? Годинава ќе се представиме со нашата
прво снимена песна. Значи прво снимена во мојата кариера, таа е Љубов отровна. Значи музиката и текстот се мој, аранжманот е на колега Кирил, односно Љупчо Трпезановски. И таа многу добро се покажа таа песна, на неа снимивме и спот. Се надевам дека тие што ќе ја чујат и ќе ја видат ќе бидат задоволни. Колку е тешко да се изведува во дует песна? Па зависи, македонска музика не е тешко затоа што тешка е севдак, босанска песна, тешка е српска кога е двојк. Меѓутоа македонскиот мелос е штета е и жал е да не е во дует. Оти во времето вие сте млади, сега во времето седенките славите беа кога луѓето се збираја не да јадат да пијат, него да се надпевуваат. И тоа женските се сите сопрани, карактеристично за македонските жени, а мажите се тирнори, бартони, така и композиторите, тие кои ги пишувале песните, ги пишувале баш за двајца, за групно да се пее. И хубаво звучи. Мора да признаете и вие дует, мислим, има свои предности и мани. Нормално можда за нас, али за ушето е многу по-интересно и по-убаво. Кажете ми што мислите за ваквите манифестации за могила, колку се од значење? Ние сме сега моментално од странство дојдени, али ова многу ни се свидува што има каде нашиот народ да се собери и ние странците да видиме како нашиот народ увек е заедно. Затоа ви благодариме многу што и вие со вашата екипа, со вашата дружина се вака снимате за да имаме ние што да видиме таму во Австралија. Останиен спомен. Да. Дали колку често ги посетувате ваквите манифестации? Па, почесто ги почестуваме, јас после 20 години се враќам, али стварно сум воодушевен од ова што гледам. Ви благодарам за вашето гостоприемство на вистина. Прекрасно. После 20 години колку ви се допаѓа општина Могила и овие фестивали и манифестации што се случуваат тука? Премногу на вистина. Премногу сум стварно задоволен од ова што гледам за млади вака. Премногу убаво. Овие се доста важни средби за општина Могила, меѓутоа и во други општини кај што се организираат вакви работи се многу добре дојдени за луѓето за една рекреација. Покрај напорните работи што ги имаат жителите на општина Могила и другите општини, ова му е една разонода и во секој случај ги поддржуваме и сакаме традиционално да се одржава. Постојано треба вакви да има собири, да луѓето да има кај да се сретнат, да се видат. Многу убаво. Нешто Се собираат и луѓето кои се иселени од Могила. Дали ова е еден повод пусти да се вратат? Започнато секој година ете видат тука е. Не е лошо да се вратат, ама не верувам дека ќе се вратат. Play in. И за крај, како и на секоја емисија, ќе ви прочитам еден твит, а за денес го одбрав овој. Од што би било, кога би било, животот ти отиде. Тука нема да се надеваме дека ќе ни отиде животот, туку дека ќе завршиме се едноставно само оваа емисија. А ќе се видиме утре во истото време. Чао! Johnny.
Play in.